После 2 часа и 17 минути во кафана се случуваат грешки, се правда лидерот на СДСМ Зоран Заев за објавената бомба, каде се слуша како со пцости и погрдни зборови говори за припадниците на шарената револуција. Алфа го праша екс-премиерот како ќе ги погледне во очи обичните луѓе со чија помош дојде на власт, а тој пак се правда дека не го мислел она што го кажал. Секако, после 2 сата и 17 минути седење во кафана на слободен разговор, се случуваат грешки. Сум знаел секогаш да се коригирам и овој пат се коригирам, заради тоа што ниту сум го мислел тоа, ниту времето покажа дека сум имал некои ниту непријатности во работењето. Напротив, имавме одлична соработка, изработивме заедно многу за нашата земја. Додека оние припадници на шарена револуција кои добија функција од Заев го бранат лидерот на СДСМ, обичните луѓе со чии гласови тој дојде на власт се чувствуваат понижено и навредено од неговите зборови, каде вели дека ќе пушти низ вода и шарени и сите шути и рогати. Шарениот револуционер Благош Ѓоргиев вели дека се чувствува понижено и изманипулирано. Слушајќи го аудиото на Заев, Благојчо вели дека бил повреден, оти им била ветувана правда, а добиле само навреди. Со тие зборови шуто и рогато, толку многу ме погоди што сакам да го прашам директно Зоран Заев дали спајам во шутите, во рогатите или пошто јас сум инвалид, во сакатите може да каже тој. Значи, тој ја претера толку многу, се загуби во времето и во просторот. Од тој човек не можеш да очекуваш ништо добро веќе, освен само зло. Значи, ние највеќе му помогнавме за да дојде на власт, тој ветуваше правда, ветуваше правна држава, а уствари тој планирал да ни го е мамето на сите и да ни го е мамето на сите. Покрај шарените кои изразуваат револт, бидејќи не ја гледаат правдата за која се бореле, револт има и кај обичните граѓани кои велат дека се излажани од СДСМ.